Најмалку 30 директори од Штип, Карвинци, Зрновци, Свети Николи и Виница очекуваат заминување од сегашните позиции, отколку тамо се случија изборни промени. Под ингеренција на локалните самоуправи се јавните предпријатија, градинките, основните и средни училишта, противпожарните единици, некои институции од културата и командири на полициски станици. До овој момент нашето ниво за демократија и промени подразбира под секоја промена победниците за себе да земаат се, без оглед дали претходната гарнитура зад себе оставила успешни менеджери на институциите. Затоа, нормално е тоа да се очекува и овој пат. Кога овие промени можат да се случат најрано? Според изборниот законник, конституирањето на советите и превземањето на функцијата градоначалник може да се случи во рок од една недела. Рокот за жалби е 24 часа од денот на доставување на официјалниот записник од Општинската изборна комисија и доколку немаме приговори, значи целата постапка би можела да се заврши во рок од недела дена. Тоа значи? Тоа значи дека веќе од наредната недела самата општинска администрација општина Штип може да има нов градоначалник. Се прогласуваат во исто време. Мандатот на градоначалникот е врзан со мандатот на членовите на советот. По ова, практично новоизбраниот совет и градоначалник ги имаат сите ингеренции, пошто и се очекува веројатно сите споменати директори да се вратат од каде што дошле на функциите. При сите промени најумилени се јавните предпријатија и тамо директорите страдаат први, а новите доаѓаат во најкраток можен рок, што сигурно ќе се случи и овој пат. Со други зборови, јавните предпријатија во споменатите општини нови директори ќе добијат до крајот на овој месец. Исклучок од ова би можеле да бидат директорите во Берово и Делчево, каде изборниот епилог е ист од пред 4 години, односно каде досегашните градоначалници беа реизбрани. Дел од актуелните директори имаат се уште мандати кои трајат согласно законот кој ја третира соодветната проблематика, а за тоа дали некои од нив ќе бидат заменети или не зависи од нивната реализација на програмите кои на годишно ниво се одобруваат и истите се реализираат. Сите директори кои што се моментално на функциите, кои што се на институциите кои што се под локална власт, ќе си останат како раководители, директори, затоа што тимот кој што победува не се менува, апсолутно максимално се вложија сите во работата во изминатите 4 години, дадоа резултати, институциите се подигнати на многу повисоко ниво, така да сите директори ќе се останат на своите раководни позиции. Секако, овој биланс на промени е до овој момент, бидејќи за помалку од 2 недели престои втор круг од изборите. Потоа, се ќе зависи од изборните резултати.